Имајќи предвид тоа што го слушнавме сега, значи мерки се кои што се прифалите и одлуки кои што сте ги донесле, личите по напред изборија, че и лидерот на опозицијската ДПМН изцитира со два датуми, крајот на април и крајот на мај. Премиерот Зоран Заев претходно кажа дека избори октомври ќе се дојдат цврстено октомври 2020 или пак можни се некакви отстапи. Убаво го поставивте прашањето. Навистина е чудно кога цели 11 години претходната криминална власт, предводена од ВМРО ДПМН и Никола Груевски, реализираше мерки исклучиво пред избори, популистички, со цел на тој начин да придобијат некакви гласови од граѓаните. За разлика од ВМРО ДПМН, оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Зоран Заев, се грижиме секогаш, дури надвор од изборен период, што треба да биде пракса за ова, но и за сите идни други влади, да ги спроведува мерките и политиките кои што се од интерес на граѓаните и вон изборен период. Таква е и мерката за враќање на данокот на додадена вредност 15% од платениот ДДВ, таква е и картичките за зелена нафта, каде што земјоделците ќе добиваат дури за 30% поевтина нафта за потребите на земјоделската механизација, но такво и покачувањето на социјалната помош од 300%, социјална помош која ќе добиваат на вистина случаите кои што им е неопходна помошта и поддршката од државата. Такви се и многу други мерки кои што ги реализираме. Дел од нив ги кажав кои се реализирани само во изминатата недела, но многу сериозно и одговорно најавуваме и дополнително нови мерки кои што ќе бидат од интерес и на граѓаните, секако и на државата. Во однос на изборите, знаете дека опозицијата бараше избори што поскоро, па сега моли Бога да не ги добие. Знаеме дека лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера лицитираше со некои датуми април-мај. Се надеваме дека во рамки на демократска атмосфера ќе се случат разговори помеѓу политичките партии и ќе се одреди термин за евентуални предвремени парламентарни избори. Знаеме дека периодот кој што ни следува, почнувајќи од октомври, оптимисти сме и веруваме дека ќе добиеме датум и ќе почнеме преговори со Европската Унија и ќе се отвори она прво поглавје. Знаеме дека до крајот на годината ќе влеземе и ќе станеме 30-та земја членка на НАТО и сето тоа се потврди кои што треба и треба да ни бидат мотив да продолжиме со политиките кои што ги спроведува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во моментот опозицијата и власта како предишно да речеме за некакви избори разговарали по три клучни прашања: законот за обвинителство, тука и пописот, но и изборниот законник. За изборниот законник слушаме најмалку дебата. Имате ли разговори? Кои се точките на согласување или на разговорање помеѓу власт и опозицијата? Што е вашата статус на една изборна единица и до каде се пријавува? Знаете дека Христијан Мицкоски буквално побегна од лидерска средба која што беше убава можност да се отворат повеќе прашања, меѓу кои се и законот за јавното обвинителство, меѓу кои се и законот за попис, меѓу кои се и избирачкиот законник. За жал, бевме сите сведоци дека буквално Христијан Мицкоски побегна од лидерска средба. Веројатно треба него да го прашате зошто побегна. Во однос на избирачкиот закон, работните групи се состануваат. Знам дека, од она што го знам, од делот луѓето кои што се во преговарачките тимови, разговорите одат во добра насока. Од она што сум запознаен дека во периодот кој што ни следува, ќе се отвори прашањето за изборниот модел, ќе се отвори прашањето за преференцијалните листи, кои што имаме намера да ги спроведеме и секако треба да имаме во предвид дека тие разговори се водат под надзор некаков и во согласност со членови од ОДИХР. Кој е ставот на Министерството во изборниот закон? Значи како вие би се изгледа тој? Секако наша програмска определба е дека
треба да имаме една изборна единица, дека треба да имаме отворени листи, што всушност представува и преференцијалниот избор. Секако, знаете дека тоа е наша програмска определба, тоа е наша заложба, но треба да имаме предвид дека треба да наидеме и на консензус во рамки на собранието. И јас се надевам дека сите политички чинители ќе го имаат во предвид подобрувањето на изборниот законник воопшто во државата и сите ќе се заложиме да изнајдеме консензус околу тоа прашање. На друга тема. Да, слободно. Значи, опозицијата нели да обвинува дека сакате да земат точно 500 милиони евра кредит. Добро. Дајде тоа вистина како информација и колку ова е во согласност со тоа што премиерот да стане премиер, да кажеше дека усвари ги обвинуваше дека опозиција дека зема многу кредити и плаќа граѓаните, а во овој момент кога во бюджетот има пари кои што не се потрошени за капитални инвестиции да се земат нови 500 милиони евра. Одлично прашање. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дури бил опозиција, обвинувал дека тогашната криминална власт на ВМРО-ДПМН се задолжува по енормно високи и би рекол лихварски каматни стапки. Имајте во предвид дека ВМРО-ДПМН ја задолжи државата само во една транша на една обврзница на околу 10% каматна стапка. Знаете, и треба тоа добро да го имаме во предвид, дека до 2021 година треба ние граѓаните, заради лошите финансиски политики кои ги предводеа претходната криминална власт на ВМРО-ДПМН, треба да вратиме близу 1 милиарда евра по основ на долгови и камати. А ако споредиме сега со она што ние и како ние ги земаме долговите, може да приметите една солидна разлика која што се јавува во однос на каматните стапки, а тоа е ако ВМРО-ДПМН се задолжувал по каматна стапка од 10%, Социјалдемократскиот сојуз со политиките во однос на финансиското работење кои што ги водиме, земаме многу поволни кредити со каматна стапка од 2,7%, ако не се лажам. Секако, треба да имаме во предвид дека парите кои што ги трошеше ВМРО-ДПМН, 350.000 евра за жални врби, 500.000 евра за огради на мостови, близу 1 милиарда евра потрошени на споменици. Тие пари не се пари од джебот на Никола Груевски. Тие пари се пари на граѓаните. Тие обврски ние треба да ги сервисираме. Сега може да направите суштинска разлика. Ако земале долгови со каматна стапка од 10% и сега ако се сервисираат долговите со каматна стапка од 2,7%. Тоа е секако, знаете дека во моментот низ државата се работи на 90 патни правци. Дел од тие се со кредитирање, дел од тие не се. За новиот клинички центар. Замислете само доколку сите тие пари, близу 1 милиарда евра, не се потрошеа на споменици и на проектот Скопје 2014, на барокни фасади, на стиропорни фасади, на споменици. Замислете какви ли се проекти ќе беа реализирани во Република Северна Македонија. За жал, ние не можеме да го вратиме времето назад, но секако со прогресивни домакински политики можеме да го спречиме трендот на такво задолжување при што граѓаните ќе треба дополнително за земените пари да вратат дополнително пари по основ на камати. Затоа, еве и фактографски ви кажувам, со факти, дека имаме сериозно намалување во однос на каматната стапка. Имајќи секако дека имаме, дел од средствата се трошат за гасификација, дел од средствата се трошат за клинички центри и другите, да не ги набројам сите капитални инвестиции кои што ги реализираме согласно програмата и согласно буџетот во Република Северна Македонија. Повелете. За изборите се чини денеска со вашава изјава социјалдемократите ретерираат во однос на разговори за предвремени парламентарни избори. Ако доминатата недела беше октомври, сега велите ако седна да се договорат, може да се разговара. Дали ќе го чекате октомври и она препорака од ЕУ, па тогаш да седнете на маса за предвремени избори? И дали станува збор за ретерирање во ставовите на социјалдемократите? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија никогаш не ретерирал во своите ставови.
Тоа не го правиме ни сега. Наш принципиелен став од она што значи изјави на председателот Зоран Заев е дека кога сме ја добиле довербата од граѓаните, мандатот треба да се истера 4 години, колку што е тоа согласно законот. За жал имаме опозиција таква каква што е, од неразбирливи причини, на секој можен начин пробува да го отцрни сето тоа што е сработено во интерес на граѓаните, на секој можен начин се обидува да ја блокира ЕУ и НАТО интеграцијата на Република Северна Македонија, на секој можен начин пробува да ја узурпира правдата во Република Северна Македонија во обид да си ги заштити криминалците кои што 11 години буквално ги струшија темелите кои што сега ние повторно треба да ги поставуваме во државата. Во тој однос ние стоиме на располагање затоа што за волја на вистината тоа е нашата опозиција каква што е ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски и ние немаме друга опозиција со која што да разговараме согласно усвоените мандати во собрание. Имавме можност да седнеме на лидерска средба, да ги отвориме сите прашања, нормално, да ставиме акцент и фокус на прашањата кои што се од суштинско значење за државата и граѓаните, а тоа секако дека се законот за јавното обвинителство, затоа што навистина имаме намера и сериозно се залагаме да профункционира правната држава во Република Северна Македонија. За жал, имавме можност сите ние, граѓаните на Република Северна Македонија, да видиме како Христијан Мицкоски брутално и буквално побегна од лидерска средба, а се со цел одбрана на криминалите на Никола Груевски, нормално по насоките кои што ги добива од него од Будимпешта.